на птиците. Токму затоа денеска имаме повеќе на говорници, секој од нив ќе се обрати и од свој агол ќе даде видување за овој проект, меѓутоа секој од нив е и такако важен за успешното спроведување на овој проект во следниот период. Spoke to me quite a lot. It's actually a lovely topic to address on a day like this when spring is coming. And I personally, at least, have always been amazed by the capacity of these birds sitting on the lines of the power lines, never being electrocuted. And delighted that we're here today to underline our shared commitment to protect biodiversity, invest in sustainable solutions, and bring North Macedonia closer to the EU's environmental standards. Power line structures and using modern monitoring techniques, we will have safer conditions for iconic species like the Eastern Imperial Eagle and the Egyptian vulture. Power line structures and using modern monitoring techniques, we will have safer conditions for iconic species like the Eastern Imperial Eagle and the Egyptian vulture. Не одвојува од еколошката одговорност. Електричните мрежи се рбетот на нашето општество, на како што ја прошируваме оваа мрежа, мораме да го признаеме и нашиот отпечаток. Не смееме да дозволиме развојот да биде по цена на нашето природно наследство, особено кога станува збор за загрозени видови како крстачот и египетскиот рушојадец, кои се нераскинлив дел од нашиот пејзаж. Енергетската транзиција не значи само декарбонизација и модернизација на мрежата. Енергетската транзиција е и градење на одговорна инфраструктура која во хармонија со природата. Проектот за заштита на загрозени видови птици е конкретен пример за тоа како модерните инженерски решенија, како што се инсталација на преку 17.000 столбови, директно придонесуваат кон зачување на биолошката разновидност. Столбови во ЕВ зелениот договор, која нашата држава, како земја кандидат кон Европската унија, треба да го имплементира заедно со Европската стратегија за биолошка разновидност до 2030 година. Горди сме што први во регионот го подпишавме договорот за учество во LIFE програмата, која веќе обезбедува можности за аплицирање на различни проекти, кои што ќе придонесат за подобро управување со животна средина, со справување со климатските промени. За во учество во LIFE програмата веќе Министерството за животна средина обезбеди соодветни средства за финансирање. Овој проект има јасна и исклучително важна цел – намалување на смртноста на глобално загрозени видови птици, предизвикана од електрични удари и судари со надземните далеководи. Токму ваквите инфраструктурни ризици представуваат една најголемите закани за видови како што се цајскиот орел и египетскиот мршојадец. Она што особено значено за овој проект е тоа што не е изолиран напор, не е изолиран проект, туку дел од поширока регионална иницијатива, која ги обединува сите земји од Југоисточна Европа долж патиштата на миграцијните птици. Со тоа возможува заштита на биодиверзитетот на можда пошироко ниво, но и размер на искуства и добри практики. На природата во хармонија со неа. Министерството за животна средина е постојано време останува силно посветено на поддршката на вакви иницијативи, кои предпоставуваат за исполнување нашите национални и меѓународни обврски за заштита на природата, согласени со европските стандарди. Дозволете групата на крај благодарам сите партнери. Biodiversity is an integral part of our vision for the silent and modern energy system. And I would like to say it is not only an institutional task, it's a task of everybody of us, it's a task of our generation who is, let's say, all in all running this planet, if I can say it in these pathetic words, everybody of us who has children or even grandchildren has the responsibility to give them a nature back where it is really worth to live at. Kratko i jasno, I would say it with this, and then I can stop the rest of my speech, but I will not. And yes, it's a wonder looking at the birds sitting on the power lines that they survive, and as long as they do not touch any other metal parts, it works. Yeah, and we are working on this topic that they do not touch another metal part. To work together with the technicians on the field and with the technicians in the planning departments. And this project shows that when we align our corporate goals with the expertise of civil society,
we create a powerful drive for positive changes. And finally, I would like to Покрај селектираните видови, фокусот на нашата работа се и нивните живеалишта, но секако и таканите со кои што се истите се соочуваат. Тоа ни е многу важно за тоа да можеме да дадеме предлози за креирање соодветни мерки во државата за нивно надминување. Заштитата на природата, но и да се фокусираме на еколошка едукација, да градиме нови, млади луѓе, кадри кои што би продолжиле едни од најважните, од клучните видови кои што се индикаторски и кои што ни даваат сигнали каква е состојбата во животната средина. Значи, добивме од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, од Министерството за животна средина и просторно планирање, од Државниот инспекторат за животна средина, како и од општините во кои што овој проект ќе се реализира. Ќе трае 5 години, ќе се реализира во периодот од 2025 до 2030 година и вкупниот буџет на проектот изнесува околу 11,3 милиони евра. Од овие средствата на компаниите, на партнерите кои што ќе го имплементираат проектот во Северна Македонија, значи Евена Македонија и Македонското еколошко друштво, е околу 1,8 милиони евра. Кај глобално загрозените птици, значи египетскиот мршоедец и царскиот орел преку надградба и обезбедување на ризичните подземни далеководи во југоисточна Европа. Значи, напоменавме дека овој проект е од голема важност и за двете организации, за Евена Македонија и за Македонското еколошко друштво, бидејќи овозможува и долгорочно следење на овие видови и врз основа на податоците планирање на понатамошни мерки за нивна заштита. 20.000 хектари од површината на територијата на земјата и идентификувани се 4 коридори за премин. Во Бугарија има поголема површина со која што е зафатено со проектот, околу 175.000 хектари и идентификувани се 14 специјални заштитени подрачја и 19 коридори за премин. Турција има најголема површина, до околу 250.000 хектари, во кој што ќе се реализира проектот со идентификувани 4 клучни подрачја за биодиверзитет и 3 национални подрачја, заштитени подрачја. Видливи за птиците, бидејќи ризикот од смртноста може да настане од судир, односно колизија на птиците со водовите од дистрибутивната мрежа. Нашите по-големи или по-главни програми на кои што МЕД се фокусира е всушност програмата за зачувување на птици, која што опфаќа покрај истражување на состојбите на селектирани видови, дали се работи за видовите мршојадци или миграторните видови, водните видови птици, кои што секако птиците во шумските екосистеми или пак во земјоделските, поврзани со земјоделските површини, секогаш сме насочени не само кон прибирање на податоци за состојбата на нивните популации, туку и состојбата на нивните живеалишта. Региони кои што се клучни за царскиот орел и за египетскиот мршоедец. Исто така, проектот има големо влијание преку воведување на правила, насоки, значи стандарди за препознавање, за идентификување на опасните далеководи.